Зрак на надеж од немајкаде се појавува, особено за оние на кои им беше одземено правото на живот. Прогласени за заминати на оној свет, се вратија таму каде што припаѓаат. Оправиме се сега, готово. Завршиме ги проблемите. Што имаше се оне деме, сега си тече животот нормален како што треба. Оптимизмот никако не треба да спласнува, туку само да се подкрева. За сите ќе се најде чаре. Мала, но земја што ветува им пружа шанса на сите. Сите показатели говорат дека е на добар пат. Бројот на задоволни семејства продолжува да го одржува во обичајниот тренд. Само 10 ученика се испишани од врз основа на иселување во странска држава. Овие 10 семејства од Штипке жалат затоа што немале можност да видат колку сите се трудат да ги задржат преостанатите. Забрзано се гради инфраструктура, се прави се за да се упристои живеачката. А за проблемите кои се појавуваат, мора да се најде разбирање бидејќи секогаш има добра дијагноза. Почнаа тешките камиони да поминуваат по оваа траса од патот, каде што гледате има сериозни оштетувања. Тешките камиони предизвикуваат оштетување и на многу посериозни патишта, а не само на овој наш пристапен пат овде. Тоа што нема знак за забрана за нивно движење не значи дека локалните власти се инертни, туку имаат други предизвици, токму кога ќе направат нешто убаво. А редовно има такви на кои им е криво и им се љубоморни, па измислуваат дека едно раскошно сино осветлување за секогаш ќе го поцрни црн дрим. Нема место за критики од страна на еколозите, бидејќи осветлувањето воопшто не спречува или уништува флора или фауна, наспроти можда е уште подобро, ќе изгледа како аквариум. И да е аквариум и тој треба да се чисти, а ѓубрето да се собира. Така мислат сите, ама ако може за тоа некој друг да плати. Лесно е кога си има договор, и кога тој се почитува. А полок со русино може да се пофали дека блеска. Функционирањето на јавното заедничко предпријатие се кочи де факто од страна на општините, бидејќи тие не се во можност да ги исплатат основните средства за кои се договоривме. Освен подписот што Министерството го стави со СЕКО во меморандумот за соработка со СЕКО, никаква помош нема, било финансиска, било морална, било логистичка. И на крајот, може би по нешто фали, ама не недостига медиумска подршка. За прв пат денеска на новиот под во спортската сала обрачот на пошот беше погоден од првиот човек на градот Подисарот доктор Сашко Николов. Може би постојат некои нови правила во кошарката, додека јавноста да се запознае со нив. Ово е шут и натаму ќе се смета за бунар.